Почитувани, добро вечер, добро ни дојдовте во православна ризница на Канал 8. Живееме во време кога сите вистински и здрави христијански вредности се заменети со лажни и искривени начела, често пати со зла намера да ги одвлечат луѓето од патот на вистинскиот христијански живот, приморувајќи ги да заборават на идниот вечен живот. Како да го спознаеме гревот и да тежнееме кон своето преобразување низ искрено покаяние пред духовник, како да се отргнеме од отровот на лицемерието и како да го разбудиме гласот на совеста кај нас. Се дел од прашањата и темите кои ќе ги обработиме вечерва во емисијата Православна ризница. Разговараме со игуменот на Лесновскиот манастир, отец Дамаскин. Отец Дамаскин, добро ни дојдовте во емисијата. Добро ве најдовме. Споменав во најавата несогледување на гревовите. Прашањето ќе го поставам од наш аспект и од аспект на луѓето кои секојдневно ги среќаваме и со кои секојдневно разговараме. Често пати ќе речеме дека не сме грешни, не направивме ништо, не сме украле, не сме убиле човек, значи не можеме да ги спознаеме нашите гревови. Ќе речеме дека не ни е потребно простување на гревовите, нема што да се покаеме, нема што да исповедаме пред духовник. Како всушност да дојдеме до степен вистински да се плашеме од скаменетата нечувствителност за нашите гревови, да ги спознаеме и да ги исповедаме и да се покаеме пред духовник? Еден од големите духовници отци рече дека денеска во нашево време еден од најголемите гревови е токму губењето на чувството за гревот, односно таа скаменета нечувствителност која што завладеала со сите луѓе, воопшто со духот на овој свет. Таа скаменета безчувствителност е сушност губењето на чувството за било какви духовни предмети, со истовремено зголемувањето на чувствата, желбите и стремежите за материјалното, миливото и суетното. Сето тоа како се јавува како последица пред се на долготрајниот немарен живот на луѓето, со постојаното доброволно препуштање на гревовите, со невниманието кон Бога, со површното, со заборавањето на Бога, на вечниот живот, со површното познавање на евангелските заповеди и воопшто со површното знаење за евангелското учење, така да сето тоа придонесува кај луѓето демонските сили со посредство на светот на соблазните и на гревовите да предизвикаат таа скамената безчувствителност, која што е многу опасна во духовниот живот и на патот кон спасението на нашите души. Знаеме дека луѓето денеска се склони да го избегнуваат пред се крстот Христов. Ние сме забравиле дека животот христијански пред се подразбира носењето на крстот Христов и нашата радост треба да биде во радоста кога ние се распнуваме за нашите ближни, кога ние се жртвуваме заради доброто на нашите ближни и тогаш ние всушност и својата душа ја спасуваме. Денеска луѓето се склони постојано да барат нешто што ќе ги забавува, постојано да го трошат своето време на развеселување, на барање на некакви суетни забави, суетни задоволства, едно суетно занимање да го заменат со друго, а сме го заборавиле вистинскиот пат кон Бога, вистинскиот начин на нашиот православен христијански духовен живот, а тоа е постојаното сеќавање на нашата немоќ, спознанието на својата гревовност, односно сите светиотци и целото евангелско учење постојано зборува за плачот, за смирението пред Бога и за познанието на своите гревови. Сета таа духовна дејност ние денеска сме ја заборавиле. И како последица на празнословието, на осудувањето, како последица на многословието,
како последица на прејадувањето, на погазувањето на постот, невоздржувањето во јадењето и преситувањето, како последица на смеите, на неприличните шеги, на самољубието, суетата, гордоста, која што денеска, реков, е многу присутно во светот и е како мајка на сите гревови, и тој дух на гордост завладел всушност со повеќето од луѓето, за да предизвика кај нив безчувствителност, односно губењето на чувството за гревот. Самиот грев, како дали природно или неприродно, туку неприродно вкоренет во човекот под влијание на соблазните од светот и под влијание на демонските сили, не е толку страшен кога човекот греши, меѓутоа се уште е свесен за својата слабост, за својот пат, тогаш се уште има надеж, нели, за поправање, се уште има надеж за покаяние и надеж за преобразување на сопствениот живот. Меѓутоа, многу е страшно кога човекот греши и со гревот го чувствува како добродетел, како предност, како нешто со што треба тој да се фали и да се гордее. Зло е да се греши, вели еден од големите оци на православната црква Свети Јован Златус, големиот познавач на човечките души, меѓутоа уште поголемо е зло да се гордееме со своите гревови. Денеска, за жал, гревот не само што луѓето се гордеат со него, туку успостојаното негово повторување, практикување и веќе преминување во лоша навика, дури се фалат со него. Не само што луѓето се фалат, туку до некаде гревот и се озаконува. За жал. Тука и црквата и ние како пастири треба постојано да повикуваме на будност, на трезвеност, да го будиме тој глас на совеста кај луѓето, да го будиме тој оган на божествена ревност, без кој што не постои ниту вистински духовен живот, ниту вистинско христијанство. Денеска луѓето ја заборавиле она ревност за славата Божја, ревност за величење на името Божјо, која што пред се треба да постои кај нас, ревноста за исполнување, за ревностното служење на Бога, исполнување на заповедите, која што имале првите христијани, оние кои што биле подготвени секојдневно и животот својот да го дадат за Бога, оние кои што трпеле страшни маки кои што ниеден човек не може да ги трпи без помош на Христовата благодат и милост. И денеска кај луѓето постои како нека млакост, расслабеност, нека униформост на духовниот живот и постојано сме наклонети лесно и лекомислено да се согласуваме со злото или со некои лоши и гревовни појави кои што се наметнуваат од овој свет, кој што рековме и по Светото писмо и по зборовите Христови лежи во зло. Самиот под свет светите отци го подразбираат пред се гревот во светот, не самиот свет, бидејќи се што Бог создал е добро. Ние грешиме по нашата слободна волја, односно злоупотребувајќи ја слободната волја која што Бог ни ја дал како голем дар. Затоа носиме и голема одговорност за сите наши постапки, за сите наши зборови, помисли, дела. Луѓето, рековме, заради расејаниот начин на живот, заради се поголемата приврзаност кон земните материјални вредности, поради заборавањето на идниот вечен живот, поради отфрлањето на вистинското евангелско учење кое што подразбира вера и во задгробниот живот, вера во идниот вечен живот, вера во страшниот суд и во завршетокот на овој трулежен, минлив материјален свет. Бог ни го дал овој живот за да се подготвуваме за вечноста. Така и по пророштвата на светите отци се вели дека во последните времења луѓето ќе заборават на постоењето на троичниот Бог, дека ќе се предадат на прекумерно уживање, насладување со своите греволюбиви и сластолюбиви желби, дека се што ќе прават во овој живот, се што ќе прават на земјата, ќе се трудат за да се обезбедат некаков лажен комфор и удобност,
се што создава човекот, тука го прави мислејќи дека Бог ни го давал овој живот да е бесконечен. Меѓутоа, Бог никаде во Евангелието не ни ветил блаженство и удобност во овој живот, туку ни ветил награда и нетрулежни блага во идниот вечен живот за кој што и ние трука како христијани се подготвуваме и веруваме во зборовите Христови. Вие зборувате за спознавање на гревот, но често пати ќе се согласите, откако ќе го спознаеме гревот, се само оправдуваме во него. Например, повторно ќе споменам од контактите со луѓето и од коментарите, нели дека не сум убил човек, има луѓе кои убиваат луѓе, а јас само што сум навредил некој или можеби некој ситен грев. Иако ќе го спознаат гревот, се само оправдуваат во него. Како длабоко да ги почувствуваме нашите гревови и вистински да се покаеме пред духовник? Можно ли е тоа? Секако е можно. Рековме дека Бог ни дал слободна волја. Бог насила никого не спасува, ниту пак внесува во рајот. Затоа тој сака слободно ние да го побараме, слободно да се покаеме, односно да ја почувствуваме вистинската болка, безумие и вината за својот пат, за своите гревови. И тогаш тој самиот во нас прави се што е потребно за наше преобразување, очистување и обожување. Свети Тоци, искорешниот светиот старец Пајси вели дека само оправдувањето ја изгонува благодата Божја и е тежок грев на кој што сме склони за жал денеска сите, не чувствувајќи ја тежината на нашиот голем пат, на нашата гревовност и отуѓеност од вистинскиот дух Божји. Реков дека вистинскиот пат на христијанскиот духовен живот е патот на постојаниот плач, покајанието и смирението заради собствените гревови. Треба да се плашиме секако таа скамената нечувствителност, бидејќи луѓето сметаат дека само оние видливи надворешни гревови кои што ги сметаат за тешки, како што се убиството или прељубата или навредата или повредата на ближниот или кражбите, се гревови кои што не оддалечуваат од Бога. Значи, постојано се самооправдуваме и си создаваме на себе си некаков лажен спокој. Меѓутоа тоа е последица на умисленоста и на гордоста на суетата. Ја спомнавме гордоста. Гордоста е мајка на сите гревови. Тука забраваме колку сме сега оптоварани со гордост, со самољубие, со суета, со скржавост, со многословие, рековме, со празнословие, со злоба кон ближните, со осудување, со оговарање. Потоа рековме со невоздржување, со прекршување на постот кој што Бог ни го дал за да се научиме пред се да го воздржуваме телото, да ги скротуваме страстите и да преку телесниот пост да се научиме на духовен пост, да се отргнуваме од гревот, да се научиме да ги воздржуваме и нашите сластољубиви гревови и мисли, бидејќи новиот завет, Евангелието Христово, веќе Бог го става на многу повисоко ниво од Стариот завет. Во Стариот завет, во тогашната состојба на луѓето била многу крута, биле многу тврди во срцата, затоа и тие заповеди Бог ги дал како што му ги предал на Мојсе на гората Синај. Меѓутоа, во Новиот завет Христос вели: секој оној кој што ќе погледне на жена со желба веќе извршил прељуба во срцето свое. Секој оној кој што се гневи на братот свој е човек убиец. Значи, секој наш гнев, секој наша некој лош збор, повреда кон ближните веќе предизвикува тешка повреда и на нашата душа и на душата на оние кон кои што тие зборови, кон кои што тие лоши помисли и гнев се упатени. Има една поука од Свети Тоци која што ја имаме и во манастирот на еден од зидовите, која што вели, мислам дека е од Ава Агатон, еден од големите монаси и подвижници во египетската пустина, која што вели: гневлив човек, дури и мртви да воскреснува, не му е угоден на Бога. Значи, ние забораваме колку сме заразени по тоа
тука е и повремената малодушност, неверието, сомнежот во вистините на верата, неверувањето или неморноста кон спасението на душата, нечитањето на Светото Писмо, непосетувањето на храмот Божи, на Светата литургија, каде што ние заедничариме со Бога, каде што Бог ни го дал најголемиот дар, самото тело и крв Негова. И тој постојано не повикува на таа свадбена гозда, постојано не повикува да се причистуваме со самото тело и крв Негова, откако претходно ќе се покаеме за сопствените гревови, откако ќе очистиме душата преку исповета и преку покајанието и преку со помош на благодата Божја и со помош на советите и раководството на духовниот отец кој што самите ќе го избереме. Значи потребно е пред се да ја спознаеме сопствената гревовност и немоќ, вистински и длабоко, да стекнеме чувство на длабоко покаяние. Потребно е и да се некој пат и да се осамиме, да почнеме да размислуваме за сопствените грешки, сопствените. Еден од големите современи старци, скоро упокоен архимандрит Јован Крстијанкин, вели како ќе знаеме што грешиме, така што вели ќе ги слушаме блиските, оние кои што не укоруваат, не изобличуваат и кои што ни кажуваат на нашите слабости, бидејќи во 90% случаите тие се во право. Бидејќи ние самите, заради гордоста, суетата и самолюбието, сме склони точно да се самооправдуваме и да не признаваме дека сме грешни, да не признаваме дека сме сгрешиле, постојано докажуваме дека сме ние во право, постојано сакаме другите не само да ги убедиме во тоа дека сме во право, туку и да настојуваме да го прифатат безусловно нашето мислење. Сето тоа само создава уште поголема нетрпеливост, уште поголем немир и повреда кај нашите ближни. Затоа потребно е да одвоиме дел од нашето скапоцено време, кое што ни е кратко за покаяние, кое што Бог ни го дал пред се да го користиме на корист на нашите ближни, на спасение на нивните души и на преобразување и надградување на нашата душа и во трудот за стекнување на вистинските христијански добродетели. Значи, да посветиме малку време и на самите себе си, да се задлабочиме, да се загледаме во собственото срце и таму да го најдеме отровот кој што ја зарзил нашата душа преку соблазните од светот, преку гордоста, пред се суетата, самолюбието и пред се преку лицемерието, кое што за жал денеска е многу присутно како главна карактеристика на духот на овој свет. Самиот лицемер не признава дека е грешник и постепено лицемерието станува навика или како природна особина на човекот за кој воопшто тој не е ни свесен. Дали тоа значи дека е неспособност за вистинско богопознание? Да, токму го вистинскиот збор е неспособноста за богопознание. Знаеме колку тешка осуда примија фарисеите и садукеите и книжниците, нели, од самиот Христос, нели, во Евангелието, кога им се обрати: тешко вам, фарисеи и лицемери, бидејќи ниту вие се спасувате, ниту на другите давате да влезат во Царството Божие, односно другите ги товарите со тешки бремења, самите ништо не се трудите од тоа да го исполните. Христос тешко ги осуди нив за лицемерието, бидејќи тие беа оние кои што најмногу знаеат за Христа, тие беа оние кои што најмногу надворешно, површно го исполнуваа законот. Сите тие правила, крути правила и форми на законот тие ги исполнуваа, меѓутоа заборавија на едно. Заборавија на милоста, заборавија на љубовта кон ближниот, заборавија на смирението. Беа исполнети со гордост, беа исполнети со самолюбие, бараа постојано да бидат фалени, почитувани, бараа први места насекаде и сето тоа, сета таа гордост, нели, сето тоа предизвика кај нив завист, завист кон Христа, која што резултираше со отфрлање на самиот Бог, токму со неспособноста да го познаат вистинскиот Спасител и Месија кој што им зборуваше за Царството Божјо кој што не е од овој свет.
тие толку беа врзани со материјалното, со земното, што не сака да ги одвојат ниту своите умови, ниту своите срца и да покажат милост пред се кон ближните. Тоа е на кое што Бог најмногу го осудува и денеска. Значи, лицемерието е многу одвратно пред Бога. Во една од во Евангелието Христос во една прилика рече: додека не се обратите и не станете како деца, нема да влезете во Царството Божјо. Самите дечиња, бидејќи уште како мали тие не може да бидат лицемерни, знаеме дека децата се најискрени, незлобиви и најмногу ја чувствуваат и милоста и благодата Божја. Затоа и тие зборови Христови беа упатени кон нас. Значи, додека не постанеме ние како децата, незлобиви, нелицемерни, додека не искрено ги признаеме собствените гревови, својата собствена паднатост и не дозволиме самиот Бог со својата благодат да влезе во нашето срце и да почне да го преобразува, да почне да го обожува, да го благодатува, да го скротува и да предизвика во него скрушеност за собствените гревови. Значи, таа скаменета безчувствителност како последица на гордоста, на немарниот живот и на расејаниот живот и претереното предавање на себе си во гревовните уживања и насладувања, предизвикува од нашиот дух да се одземи да затапи тоа чувство на покаяние, на плач пред Бога, а од срцето да се искорени таа скрушеност, односно чувството на собствената немоќ, чувството дека ние самите ништо не можеме да направиме без Бога, без Христа, како што и тој самиот рече во Евангелието: без мене не можете да направите ништо. Сета таа скрушеност потребно е да ја задобиваме со усредна молитва, нели, со усреден труд, нели, во исполнувањето на заповедите Божји, нели, така, со трудот во постот, во молитвата, во постојаното посетување на храмот Божји, во слушањето и во читањето на Словото Божјо, бидејќи секој збор во Евангелието си има своја посебна и длабока смисла. Секој збор во Евангелието е проникнат со Духот Свети, бидејќи писателите на Евангелието и апостолите биле проникнати и вдахновени од Светиот Дух. Затоа и секој збор во Евангелието може длабоко да допре до нашето срце, доколку ние самите се отвориме за љубовта Божја и за милоста Божја. Нема грев кој што Бог не може да го прости. Нема согрешение, нема пат во кој што Бог не може да ни помогне да станеме, да ги исцели нашите гревовни рани, да ги заличи со елеот на својата милост и човеколюбие и да ни помогне повторно да почнеме да се трудиме во задобивањето на добродетелите и во очистувањето на нашата душа, во преобразувањето на нашиот ум, на нашите гревовни склоности, чувства, помисли и желби и во постанувањето на, како што светите отци велат, да постанеме богови по благодат. Бог ни дал голем дар, Бог ни дал преку својата света црква, преку светите тајни кои што треба да ги користиме и преку кои што треба да се доближиме до Бога. Осудувањето на ближниот според се светото укажување на Евангелието според Матеј е обележје на лицемерието. Како да се отргнеме од отровот на осудувањето, па и на лицемерието? Сите ја знаеме таа парабола за која што Христос ја кажа, а која што ја читаме во една од подготвителните недели за Великденскиот пост, параболата за митарот и фарисеот. Значи, митарот кој што во храмот стоеше, полн со себе си, нели така, горделив и самолюбив и суетен, кој што велеше: јас постам 2 пати во седмицата, давам десеток, нели така, и не сум како овој царинник. Додека царинникот во позадината велеше: Господи, биди милостив кон мене грешниот. Тој длабоко ја чувствуваше својата слабост, својата немоќ, својата паднатост од грев и не смееше ниту очите своји да ги сврти кон Бога. Тоа е на кое што Бог го бара од нас. Значи, искрената и простосрдечна детска едноставност. Тој бара од нас, не бара многу мудрување.
Бог знае што ни е најкорисно за душата, бидејќи се од него доаѓа. Се во светот се случува или по негова Божја промисла, или по негова волја, или по негово допуштение. Бог ништо не допушта да се случува со нас, а да не ни е за корист и спасение на нашата душа. Така и оно што вистински е искрен пред Бога, многу е значи и најзакоравениот грешник е многу повеќе подготвен да принесе длабоко покаяние пред Бога, отколку лицемерниот и фарисејскиот праведник, кој што живее побожно само пред очите на светот, само пред очите на луѓето, кој што се прави само за да ги задоволи своите суетни помисли, само за кој што чека пофалба од луѓето или кој што е задоволен со себе си. Оној кој што е проникнат со некаква лажна умисленост, со лажен спокој. Меѓутоа, таа радост и тоа лажно спокојство не е она вистинско чувство кој што треба да го имаме. Значи, она за што светите отци постојано се молеле, не е дарот на чудотворство, не е дарот на некакви возвишени чувства и благодатни доживувања. Туку она за што сите свети се молеле е дарот за спознавање на собствените гревови. Тие се моле: Господи, не ми давај тука да гледам ниту ангели, ниту да гледам да правам чуда, туку дај ми само да ги согледам моите прегрешенија. Чи дарот на покајанието, на согледувањето на својот собствен пат е еден од најголемите дарови кои што Бог ни ги дал. Така, но во однос на осудувањето? Во однос на осудувањето, кое што е секако и сега многу раширено и присутно колку е често така кај луѓето, преку осудувањето всушност ние сакаме да си ја умириме совеста. Осудувајќи ги другите, ние сакаме самите себе си точно да се самооправдаме, да го прикриеме, односно да го прикриеме собствениот греф или да си ублажиме, да си снисходуваме самите кон себе си. Меѓутоа, рековме, Бог ни дал едноставни заповеди, но многу силни во Евангелието. Тој одлуката за нашата и земна и вечна судбина ја дал во нашите раце. Во беседата на гората вели: не судете за да не бидете осудени. Со каква мерка мерите, со таква и ќе ви се мери. Ако ви им ги простите на луѓето вашите прегрешенија, и Бог вам ќе ви ги прости. Значи, се од нас зависи. Човекот пред се, ако веќе во неговата природа е да суди и да биде суден, треба постојано да се застанува на суд со Бога, бидејќи Бог е причинител на се што ни се случува. Рековме дека се станува или по негова волја, или по негово допуштение. И стапувајќи во судење со Бога, тој секогаш треба да се осудува само самиот себе си. Доколку човекот постојано ја наоѓа вината во себе си, доколку тој постојано се осудува самиот себе си, постојано се самоукорува, бидејќи без постојаното самоукорување не може ни да се оттргнеме или да се исчистиме од отровот на лицемерието, тогаш самиот Бог го оправдува, самиот Бог го прима во своите прегратки, му простува, го помилува и го повторно става во крилото на својата црква. Значи, колку повеќе ние тука самите себе си ќе се осудиме, а не другите, бидејќи Христос рече, нели, најпрвен да извадиме гредата од своето око, а подоцна да се занимаваме со раската во окото на својот брат. Колку повеќе ќе се осудиме себе си тука на земјата, колку повеќе ќе се казниме себе си со болка во душата, со грижа на совеста, со тежината дека сме го разжалостиле Бога, дека сме ја повредиле и својата душа, дека сме ја повредиле и љубовта Божја, толку повеќе Бог ќе оправда на страшниот суд, од кој што никој нема да биде изземен. Значи, никој нема да го избегне страшниот суд Христов, никој нема да го избегне одговорот за собствениот живот тука на земјата. Затоа времето ни е кратко за покајанието и демоните со сите сили, користејќи се со соблазните во светот, користејќи се со слабостите наши, се трудат да ја вкоренат таа скамената безчувствителност во срцето, бидејќи ако ја вкоренат таа безчувствителност и немар во однос на духовниот живот, во однос на спасението, тогаш тие не напаѓаат посебно со никакви надворешни искушенија, туку со никакви страдања, болести, бидејќи самото тоа, умисленоста и гордоста,
и безчувствителноста се доволни за да не отргнат од духовниот живот, за да не отргнат од спасението и да ја загубиме вечноста и да го загубиме Царството Божие. Отец Дамаскин, во контекст на она што го зборувате за осудувањето, а од аспект повторно на коментарите на луѓето, би рекла дека барем оние кои се обидуваат да живеат христијански, да ги посетуваат литургиите, да одат во манастирите, во црквите, често се осудувани и се на мејта на луѓето, односно на коментари, на озборувања од страна на луѓето, во однос на тоа дека е претирано одење на литургии секоја недела, дека е претирано причестување, без разлика дали е со благослов или без благослов, дека е претерано одење по манастирите, а исто така и дека се со тоа всушност приближуваат многу до духовниот живот, па и ги почуваат другите дека се тие знаат и така натаму. Тоа се озборувањата од страна на луѓето кои не се воцрковени, а секако дека ги озборуваат оние кои одат нели на црква. Нивните коментари се дека Бог е во срцето, го имам Бог тука, во душата, во срцето, и затоа можам да се молам дома, не ми треба литургија, ќе си отидам на црква кога јас ќе сакам, кога ќе можам, кога ќе сум слободен од работа, ќе си запалам свеќичка, ќе се помолам и Бог ќе ме слушне каде и да сум. Каков е вашиот став во однос на ова прашање? Да. Ќе согласите ли со ова? Да, секако постојано ги слушаме тие забелешки, коментари, така ги слушам постојано или така од верниците. Меѓутоа сето тоа е само уште една потврда за крајната расслабеност во духовниот живот, за крајната наше непознавање на вистинскиот христијански православен живот, за непознавањето на крстот Христос, за непознавањето на евангелското учење, бидејќи за жал она за што луѓето даваат забелешки и ги осудуваат верните, всушност редовното посетување на храмот Божи, не зборуваме тука дали во црквите, во манастирите, зборување за одењето на света литургија, значи редовното посетување на храмот Божи, редовното учество во Евхаристијата, во заедничирањето со Бога, на која што литургија ние рековме ли во претходните емисии, лебот и виното преку слегувањето на Светиот Дух се претвораат во вистински тело и крв Христови со кој што ние се соединуваме преку светата причест. Почитувањето на постните денови, на 4 големи пости, редовното секојдневно молитвено правило, потоа трудот во скротувањето на своите лоши навики, гревови страсти, постојната борба со себе си е всушност основен минимум кој што ние како христијани треба да го исполниме. Значи Бог бара многу повеќе од нас. Бара не само да не правиме зло, туку бара постојано да се трудиме да се вежбаме во христијанските добродетели, и во постот, и во милостињата, и во човеколюбието, и во само пожртвувањето, нели, во нашиот труд кон угодување на Бога преку грижата наша, нелицемерната грижа за ближните, за семејството, за блиските, за црквата, за татковината, за својот народ. Сето тоа луѓето го забележуваат бидејќи всушност се премногу отуѓени и оддалечени од вистинскиот Дух Божи, од вистинскиот православен духовен живот. Рековме дека велат, нели, не е потребно да одиме, рековте, нели, во црква, јас можам и дома да се молам, можам да се исповедам или пред икона. Добро, не е забрането дома молење, така, нормално дека треба да се исполни. Никаде на друго место не можеме ние да оствариме нашата вистинска заедница со Бога и да се спасиме, освен во црквата, бидејќи самиот Христос ни основа црквата и во неја ни ги даде сите свети тајни кои што ни се потребни за да ние се очистиме од гревот и за да можеме да се бориме подоцна со гревот и за да можеме да се соединиме вистински со Христа уште тука на земјата. Бидејќи сам еден од светителите, мислам дека свети Кипиран Картагински, вели: оној кој што ја нема црквата за своја мајка, го нема ни Бог за свој отец. Само во црквата, само на светата литургија, ние можеме да се соединиме вистински со Христа. Бидејќи самиот Христос не предупреди и вели во Евангелието: кој не го јаде моето тело и не ја пие мојата крв, нема живот во него и нема да го наследи вечниот живот и вечното блаженство. Значи, ако ние
целиот наш живот е всушност подготовка за света литургија. И покајничкиот начин на живот, и трудот нели во искоренувањето на гревот, на страстите, постот, редовната молитва, нели, редовното посетување на храмот Божи, целокупниот на живот е подготовка за да се соединиме со Христа во светата литургија. Ќе спомнам тука дека еден од современите свети подвижници, Серафим Роуз, вели во една од своите написи, во своите беседи за вистинскиот православен дух, вели дека ние всушност треба да бидеме христијани постојано во секој миг од нашиот живот. И вели, ако ние не сме православни христијани, ако православно не размислуваме, постапуваме и действуваме 24 часа, 7 дена во седмицата, воопшто и не сме православни христијани. Значи, нашето православие, нашата вера не е само во недела, на света литургија, и после литургијата ние повторно да се вратиме кон прекомерните грижи, кон нашите суетни задоволства и суетни да се стопиме со духот на овој свет. Бидејќи вистинскиот православни христијанин светот не го сака. Самиот Христос рече, ако светот ве мрази, знаете дека мене уште пред вас ме замрази. Не може да не сака и Бог, да го сакаме и Бога и мамона, бидејќи да ви служиме на двајца господари. Значи ние живееме во светот, меѓутоа како христијани, по зборовите на Свети Макари Велики, вели христијаните имаат посебен начин на живот, посебен начин на размислување, посебен начин на действување, посебен начин на согледување на работите и односот кон светот и кон ближните, со кој што ние треба да се разликуваме од луѓето во овој свет. Ние треба да бидеме таа сол која што ќе осоли, која што на луѓето ќе придонесе тие да се обратат кон верата, кон црквата, и која што ќе придонесе тие вистински да ги видат нашите добри дела, за да го прослават нашиот Отец Небесен. Вие во вашето излагање ја споменавте и совеста, која е глас на Светиот Дух и испознавање на себе си. Дали во ова несовестно време некој зборува воопшто за совест? Како да се зачува истата и дали некој споменува страв Божи, односно да се плашиме да не му сгришеме на Бог? Веќе рековме дека тој дух на самоуверена човечка гордост веќе завладел со овој денеска со овој свет и е присутен во секојдневниот живот, така да верата луѓето поради тоа се повеќе го задушуваат тој глас Божи, гласот на совеста, преку постојаното предавање на себе си или така на гревовни на гревот и на гревовните наслави. Во Евангелието е речено дека поради умножувањето на беззаконијата ќе олади љубовта кај мнозина. И тоа е еден од најкарактеристичните белези на последните времиња. И ние самите гледаме дека луѓето се повеќе заради умножувањето на беззаконијата, на гревот, се повеќе стануваат сурови, немилосрдни едни кон други. Се повеќе се подготвени да ја постигнат својата цел, газејќи врз името, честа, животот на другите, заради лични интереси. Се повеќе гледаме дека се чувствува таа нечувствителност дека ги повредуваме другите, нечувствителност дека ние со нашите постапки, со нашиот живот, нели, го соблазнуваме или го повредуваме ближниот. Чи постојано се настојуваме само себе си да си угодуваме, така не мислејќи дали другите со нешто ќе ги повредиме или ќе ги разжалостиме. Таму каде што се отворила верата во Бога, таму се губи, рековме, и поимот за грев, и веќе се губи и потребата за покаяние. Пред се, колку повеќе луѓето се отуѓуваат од верата, колку повеќе луѓето се отуѓуваат од Бога, од вистинскиот духовен живот, толку повеќе стануваат нивните срца скаменити, безчувствителни, толку повеќе луѓето стануваат сурови и звероподобни едни кон други, се повеќе газат едни врз другите,
настојувајќи да ја постигнат својата цел некој пат по секоја цена. И гледаме дека до луѓето е тешко воопшто да допре и Словото Божје. Тие не сакаат да слушаат за Христа, тие не сакаат да слушаат за воопшто за покајанието, не сакаат да слушаат воопшто дека тие во нешто грешат, дека во тие нешто во треба да се поправат и да преземат сурова борба со самите себе си. Тоа го гледаме, тоа задушување на совеста, таа несовесно се гледаме на секаде, не пресе во личниот живот на луѓето. Гледаме грубо непочитување на својот позив, гледаме непринципиелност, лицемерност, лага, постојано некакво претварање и ласкање. Гледаме дека самолюбие, горделивост, саможивост, непокорност, односно непочитување на туѓото мислење, не давање на луѓето нели така да ни укажат на некоја слабост или на некоја мана. Често пати лесно се повредуваме, лесно се разжалостуваме. Во семејните односи исто гледаме некаква необична и чудна расслабеност и нестабилност во брачните врски, леснотија да се прекршува брачната верност, леснотија кон на децата, кон непочитувањето и непокорноста кон родителите. Значи ли отец Дамаскен дека тоа е отсуство од страв Божи? Да, секако, нели. Во Светото писмо се вели стравот Божи е почеток на секоја мудрост. Стравот Божи не е страв од Бога како некој кој што ќе не казни за нашите согрешенија. Иако стравот од вечните маки, стравот од казната е и првиот чекор, првиот степен со кој што ние приоѓаме кон Бога и го започнуваме нашиот духовен живот. Меѓутоа подоцна треба да се трудиме да го достигнеме и вториот степен, кој што е да правиме се за слава Божја, односно да правиме се заради вечна награда. Значи да правиме се заради ветувањето Божјо дека ќе не награди со вечно блаженство. Последниот и совршен степен кој што е тешко да се достигне без долгогодишна и долготрена сурова борба со самите себе и со самолюбието, гордоста и со сите гревовни навики и склоности е кога се правиме од чиста љубов кон Бога. Меѓутоа тоа е одлика на совршените, одлика на оние кои што го чистиле своето срце, кои што го преобразиле и го осветиле, го обожиле својот ум. Колку повеќе се доближуваме до Бога, толку повеќе ние согледуваме нашата гревовност. Она што го читаме кај светите отци, дека тие се сметале себе си за најгрешни од сите луѓе, не е кај нив некаква лицемерна изјава, не е нешто што тие тоа го правеле само пред очите на луѓето да се лажно смируваат, туку тие тоа вистинско го чувствувале, бидејќи колку повеќе биле свесни длабоко за својата гревовност, толку повеќе се каеле. Покајањето предизвикувало очистување на нивните срца, очистување на нивниот ум, тоа пак понатаму предизвикувало тие уште подлабоко да се загледат во срцето, да ги и најситните нивни лоши навики и склоности да ги гледаат многу страшно, бидејќи тие не сакале ниту со еден збор да го разжалостат Бога. Затоа тие вистински се чувствувале себе си дека се најгрешни од сите луѓе. Колку повеќе ние се предаваме себе си на гревовниот начин на живот, толку повеќе ја задушуваме совеста во нас. Значи не можеме да ја искорениме, совеста не можеме да ја уништиме или да ја отфрлиме, бидејќи тоа е глас Божи кој што Бог го всадил во секоја човечка душа за да ни кажува, да ни помага да го разликуваме доброто од злото. Значи можеме само да ја пробудиме, така. Да, ние можеме да ја омаловажуваме совеста, ние можеме да не обрнуваме внимание или така да ја потиснуваме некаде длабоко во нас, меѓутоа не можеме да искорениме. Во дадениот момент таа секако ќе ни изобличи. Ако не тука на земјата, тогаш уште пострашно на судот Христов и тогаш
за жал веќе ќе нема можност за покаяние. Затоа да го искористиме благотворно и корисно времето кое што Бог ни го дал во овој живот, да се обратиме вистински кон покаяние, да се обратиме вистински кон Бога, да се отргнеме од немарниот начин и расениот начин на живот, да престанеме да грешиме, да се потрудиме да го познаеме вистинското евангелско учење, да го познаеме вистински крстот Христов и вистински да се принудиме и да се присилиме себе си да поверуваме во зборовите Христови кои што се вечни и променливи, бидејќи ниту јота, ниту црта, ни слово о законот нема да помине дека сето тоа не се исполни. Толку ни дозволува времето во емисијата. Отец Дамаскен и јас ќе ви се заблагодарам што одвоивте време да учествувате во емисијата. Верувам дека и понатаму ќе соработуваме. Ви благодарим и на вас. Почитувани, тука ја завршуваме православна ризница. Ви благодарам за вниманието. Се гледаме следниот понеделник, кога наш гостин ќе биде митрополитот Брегалнички, господин Иларион. Довидување.